На каков начин Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово како институција е различна од останатите и постапува во поглед на подобрување на животната средина? На оваа тема разговараме со представниците на Универзитетскиот институт за животна средина и здравје, директорот Вели Креци и техничкиот советник Дарко Спировски. Целта со овој институт е да воспоставиме најпрво, да воспоставиме линк меѓу институтот и заедницата која што е засегната во однос на темата што ние ја истражуваме. Темата што истражуваме е животната средина и дали можеме да дојдеме до некои научни сознание кои што ќе помага на заедницата да ги реши, да речеме, проблемите во однос на, како на пример, загадувањето. Значи, ние во институтот правиме сите напори да дојдеме до и применливи решенија кои што исто така ќе бидат прифатени од страна на носителите на одлуки. Исто така тоа ќе покрена свеста кај граѓаните дека ова тема треба подетално да се дискутира и да биде поприоритетно на агендите на носителите на одлуки, а и се разбира и на академските институции и другите невладини организации кои што се дел од пошироко во заедницата. Како институт сега повеќе инвестираме во областа на креирање пилот проекти во нашата институција во однос на energy efficiency, ефикасност на енергија. Например, кој што инвестираме на еден проект, на една кој што би значило една училница или една зграда која што ќе ги имплементира сите критериуми за energy efficiency. Со тоа дека ако тоа може ние да имплементираме во нашиот кампус, тоа да биде како пример на другите институции на што треба да инвестираат и како треба напред да ја креира таа политика за да дојде до конечното решение кое што е energy efficient building или енергетски ефикасни згради, кои што исто така ќе се намали и се разбира и костот и трошоците за организациите и институциите, но и од друга страна ќе се намалува загадувањето. Климатскиот акционен план, создаден во 2010 година, е насоката според која работи универзитетот за да создаде поздрава природна околина. Студијата подразбираше, конкретни податоци, земање една референтна година, 2010 или 2009, може да се види, од податоците на студијата, каде се дефинира колку нашиот универзитет во склоп на една година со сите своји активности, директни и индиректни, генерира емисија на CO2 и испадна некоја бројка од 5100 тони годишно дека нашиот универзитет емитира во атмосферата на глобално ниво. Тоа беше првиот дел од таа студија, од стратегија. После дојде како дел од еден акционен план со кој што ние деклариравме пред нас како крајна цел за период од 10 години некаде 35 до 37% да ја намалиме емисијата со одредени, нормално тоа подразбираше и одредени активности што треба да се превземат внатре во нашава институција со цел да се намали емисијата. Предвидени се негде 6-7 активности, како што беше замена на грејењето, тогашно грејење со нафта, со некој друг помалку емитирачки енергенс, учество у производство на одредена електрична енергија да биде учеството од некои обновливи извори, практично ѓубре селекција на отпадот, тоа се вака директни активности што универзитетот требаше да ги направи и воедно и индиректно да влие на студентите, наместо хипотетички да се возат со сопствени возила, секој посебно да користат евентуален градски автобус, кој што на жалост у Тетово се уште го нема, заеднички патувања или по можност рецимо патувањата што кадарот го прави за разни конференции низ светот и тоа со неговата тежина во авионот и тоа исто така зголемено, имаме зголемување на CO2 емисијата. Ова е согласно методологија на IPCC. Наместо само ви дам како конкретни примери, наместо се патува, да видеоконференција се користи со што би се намалило влијанието на емисијата на CO2.
Тој 10-годишен план, значи во најголем дел, значи од тие 35-6%, огромен, мислам нека околу 70-80%, можем слободно да кажем, точни бројки може да се извадат. Ние веќе во првите 5 години ги постигнавме затоа што веднаш се почна со примена на најголемите, би рекол, предизвикувачи на емисија на CO2, а тоа беше електричната енергија и, како би рекол, и грењето. Значи, грењето е заменето во целост со пелет, кој што е далеку енергетски поефикасен, а плюс тоа и помалку емитира, затоа што има многу повисок фактор на искористување, и инсталираме 100 киловатна фотонапонска постројка, која што негде 10 до 12-15% месечно, годишно поточно ја субституира набавката на електрична енергија од системот, која што знаете дека најголемиот број се произведува во термоцентралата во Битола и таму се троши јаглен за тоа да се направи. Тоа се вака два поголеми, речемо, предизвици кои што се соочиме и ги реализираме, башка се стимулираат студентите да користат заеднички превоз, воедно и да веќе постои таа примарна селекција на отпадот на ниво на универзитетот. Тоа се механизми кои што ние прво пред све внатре заради нас ги направиме и со цел да тоа како пример после биде за пошироката заедница. За останатите проекти на универзитетот и институтот во наредните изданија на регионалните вести ќе следат уште делови од снимените разговори со представниците на оваа високообразовна установа во Тетово. Од денес во наредниот период по крајот на регионалните вести ќе се емитуваат документарци, видеорепортажи и видеоблогови изработени од Институтот за комуникацијски студии, посветени на важни состојби и настани од општественото опкружување. Денес е предвиден документарен филм насловен Урбано зеленило, фактор за квалитетен живот. На стотици депонии, големи колку фудбалски игралишта, секојдневно се истураат по стотици тони ѓубре, што е ризик за животната средина и за здравјето на граѓаните. Дали Македонија може да изгради центар за интегрирано управување со отпад, се поставува прашањето во документарецот. Сообраќајните контроли во Тетовско-гостиварското подрачје се ризик за полицијата. Нервозни возачи ги напаѓаат, навредуваат и омаловажуваат припадниците на СВР Тетово, најчесто при преземање на мерки активности за воспоставување на ред во сообраќајот. За изминативе 9 месеци од годинава во Полошко вербално биле нападнати 30 на полициски службеници, а 10 на полицајци биле физички нападнати. Вработените во МВР дури се спречувани да ги извршуваат своите работни обврски, зашто се евидентирани 9 кривични дела, спречување службено лице во вршење на службено действие. Експертите велат дека освен полициските останатите службеници вработени во државните институции, пред се здравствените работници и инспектори се честа мета на напади. Стануваме се понервозно општество, насилници да добиваат уште поголема храброст, ако знаат дека за стореното дело ќе добијат блага казна, најчесто парична, вели универзитетскиот професор по кривично право Ќебир Авзију. Мора да се смени криминалната политика, дека во однос на сите овие случаи што ние ги спомнавме, само еден има што завршил во затвор, затоа што му нанел на полицајецот тешка телесна повреда. Сите други случаи завршува со парични казни и во однос на тоа кога граѓаните знаат дека нема последица од напад на полициски службеници, тогаш со лесно се одлучува да ги напаѓат. Тој додава дека треба да се обрне и поголемо внимание какви лица се вработуваат во државната апаратура. Во полицијата во последно време се примени многу лица кои што од порано не уживаат авторитет во општеството и тие придонесуваат да се создаде една целокупна слика за полицијата во која навистина паѓа авторитетот. Од СВР Тетово велат дека вербалните и физичките напади врз полициските службеници се целосно расчистени и заокружени се со соодветни поднесоци, а поднесени се 9 кривични пријави за спречување на службено лице во вршење на службено действие. Апелациониот суд во Гостивар работи со зголемен прилив на предмети, а во недостаток на судии. Според годишниот извештај, судот лани имал 6006 предмети, од кои решени биле 5417. Остатокот од 589 незавршени предмети, одговорните во апелација го објаснуваат со недоволен број на судии
и над 200 предмети од Скопскиот апелационен суд кои биле доделени на судии во Гостивар. Неколку години уназад, сме били како ажурен суд, сме успеле да го совладаме приливот на предмети и да ја намалиме бројката. Прошлата година не бевме ажурни, затоа што ни фалат 20 судии, а воедно добивме и над 200 предмети, точно бројка сега не сеќам, од страна на апелациониот суд до Скопје, а по одлука на судскиот совет, која што бројка сепак представуваше проблем да ми прошлата година не можеме да го совладаме приливот на предмети. Апелациониот суд во Гостивар е надлежен да решава по жалби против одлуките на основните судови во Гостивар, Тетово, Дебар и Кичево. Според систематизацијата за нормално функционирање предвидени се 16 судии, а актуелно ги има 14. Како што објасни председателот Хајдари, еден судија заминал во пензија, а друг поднел оставка. Освен судии, апелација има потреба и за дактилографи, други судски службеници и технички персонал. Богат спортски викенд во Гостивар со надпревари што го привлекоа вниманието на гостиварци и ги наполнија градскиот стадион и салата Младост. Во рамки на петтото коло од првата кошаркарска лига, КК Гостивар одигра одлично и извои победа над Фени Кавадарци со висока разлика 94:70. Избраниците на Маријан Србиновски уште од првата минута покажаа дека се решени да го добијат надпреварот и наметнаа игра за која гостите немаа одговор. Костоски со постигнати 23 поени потврди дека е еден од најдобрите македонски кошаркари. Фурстингер и Димчевски запишаа по 17 поени, Тасовски 15, а Ренато Димитриевски 14 поени. Гостивар сега е позициониран на 6-тото место на табелата, која ја предводи МЗТ. На стадионот пак се играше градското дерби во втората фудбалска лига Запад, во која Генч Калемлер го совлада ФК Гостивар. Надпреварот, во кој официјален домакин беше ФК Гостивар, заврши со резултат 2:3. Головите за Кенч Калемлер ги постигнаа Армен Даути, Сунај Хасан и Елмир Алии. За домакините поентираа Валон Зекири и Флорент Османи. Моментално ФК Гостивар е на 4-тото место на табелата со 16 бодови, додека екипата од Долна Бањица веднаш под него со 1 бод помалку. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 0 до 5 степени, а дневната од 16 до 20 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево, суво и стабилно, со услови за утринска магла. Утринската температура ќе се движи од 0 до 5 степени, а дневната од 14 до 18 степени.